А или е работа? Фала да си жив. О, Те гледам и се ми се чини дека за оваа работа помош ти треба. Ем големи, а лиштата многу. ами, што да правам, чето? Сама сум. Нема кој да ми помогне, сама сум. А ми беше мера куќата на чисто да ми замериса. Да. Бабо, ај вака да направиме. Како? Јас да ги фатам по големите, а ти по малите. Заедно ќе ги испериме, заедно ќе ги исцедиме, сетне јас ќе ги земам и ќе ти ги однесам кај тебе дома, Ај така. Да? Еве, јас по големите вака ќе ги фатам, а ти фати ги по малите. Вистина? Ај, чедо, да си жив. Ке ми поможеш, а? Леле, имало Арни, деца по веков. Фала, чедо, да си жив. Да не беше ти, чедо, знаеш што ке беше? 3 дена ке ги цедев, 3 дена ке ги носев. Ке чекам да се исцеди за да можам да ги однесам. Не се само овие, ги види оние онде. Вака за еден ден се ке завршиме. Да си жив, чедо. Не бери гајле, бабо. Јас ке ти помогнам и јас ке ти ги однесам кај тебе дома. Така. Сапунов да не му однеса водата. Клај го тоа овде и ти со пирајкава. Оти посилен си, удри. Ако си налутен, синко, уште поубаво. Посилно ќе удираш. Ако те налути некој, удри. Така. Така. Јас ко бев млада, вака бам кој ќе направи. Да си жив, чедо. Уште ова. Дај го ваму да го исцедиме. Фала ти, чедо, да си жив и здрав. Господ само убавини да ти дава. Да ти даде Господ се што ќе си посакаш. Што да ти посакам јас? Да ти даде Господ за царска керска да се ожениш. Кај отиде ти, мори, бабо? Ами, царските керки јас не можам да ги видам, а не па да се оженам со некоја. Оти таму, кај што одам јас, тие не одат, за да сретнам некоја таква. Така е, чедо, ама ништо не се знае. Се бедува во животот. Јас само да ти кажам дека јас ова од срце ти го посакав. А и не знаеш? Патиштата Господови никој не ги знае. Сполај ти, бабо, а јас сега треба да одам. Оти си имам многу работа. А ако некогаш се оженам за царска керка, ќе те повикам на свадбата и ти да дојдеш. Ти мајтак со мене си играш. Ако ќе играм јас на таа свадба. Ајде, сега ќе одам, а ако некогаш ти затреба па помош, па да ме викнеш. Фала ти, фала ти, Господ само добрини да ти даде. Ајде со здравие. Фала. Имало Арни луѓе на векот. Чудо ли видено? Бе, оваа бабата не рече со зборо што го кажа, ми пресече. Не можам
на очите да си поверувам. Царската ќерка пред мене стои. Абе, ова бабата како видовита да била. Што вре, види, може па вистина од Бога ми е речено царски зид да се сторам. Ама шо, кога царската ќерка ќе помини, ќе замине од тука и ич нема да ме погледа. Море, знам што треба да направам. Зошто застануваш без моја дозвола? Ваше височество, мене нешто кај дрвото ми е сомнително. Кој си ти? Кој си ти? Кој си ти што се попречуваш на царскиот пат? Знаеш каква казна следи? Што ме гледаш, зборувај. Ваше височество, дозволете ми прво да кажам, а после судете ми. Добро? Ајде, зборувај. Потоа ќе одлучам дали ќе ти судам. Понизно ќе ве молам, ваше височество, ако сакате, да се трнеме некој чекор по настрана, затоа што ова што сакам да ви го кажам, не треба никој друг да го слушне. Ваше височество, пред да ве сретнам овде на патот, ами, ова е чудо, ова е вистинско чудо, за вакво чудо. Јас ни на сон не сум сонувал и пред малку бев на реката и помогнав на една баба. И таа ме благослови со овие зборови. Рече: Приказна ми раскажа, момче. Затоа нема да ти судам. И мене оваа приказна ми изгледа како предскажување. Вака ќе направиме. Земи ја тантелава. Кога ќе откриеш каде ја прават, ќе дојдеш кај мене и ќе ми кажеш. Сакам да откријам дали си умен и дали вреди да му кажам на татко ми за тебе. Ако сакаш да се обистини благословот на бабата, ќе направиш како што ти велам. Леле, мори бабо, ами, мене умот ми се зеде. Што чудо ќе беше ова, мори бабо, што го рече и што се направи. Како рече? Да го барам местото кај што се прави оваа тантела. Од каде да знам јас кај се прави оваа тантела? Да прашам некого од нашите во местова, ама овде се сите сиромашни, никој нити видел ваква тантела, нити па ќе знае кај се прави, а? Ова како да беше некој сон. Не, сон, а сепак еве, вистина. Не може повеќе вака, синко. Не може. Крста, ме слушаш ли ти мене, бре? Остави ме, мајко, остави ме!
Те оставав. Е, повеќе нема оставање. Кога не можеш да ми помогнеш, не ми задавај јадови. Абра, не те одгледав волкав, здрав, прав, умен, та вака да ми правиш. Кажувај што ти е. Со денови немаш ни јадено, ни пиено, ни спиено. Зошто, бре, синко, така правиш? Слушај, ти кажам. Ако не можам јас да ти помогнам, оди барај некој друг што ќе ти помогне. Да си ја симнеш маката од плеките. Така е, мајко. Од седење вака, ништо нема да направам. Знам. Знам и каде да одам и што да правам. Па ако биде, ќе биде. Ако не бидува, нека не бидува. Оди, барај, оти вака ќе се исушиш, дете. Не те прашувам ни каде ќе одиш, нека и кого ќе одиш. Само најди помош од некого. Аман, Господи, помогнем. Чедо, виде ли? Виде како се обистини мојот благослов што ти го дадов. Гледаш? Не. Ти, бабо, може виде, ама јас ништо не гледам. Ми се стемнило пред очи и ништо не можам да видам. Каде? Кај да го барам тоа место кај што ги прават овие? И кој знае од нашиве во местово да ми кажат кај ги прават овие тантери? Синко, јас ти ја ставив оваа мака и јас ке ти помогнам. Јас ке ти помогнам да го најдеме тоа место кога вака ти направила царската керка. Сакала да ти каже дека ако го најдеш тоа место кај што ги прават токму овие тантели, токму овие за тие од дворецот царски, ако го најдеш тоа место, дека ќе ја најдеш и неа. Така е. Како мене до сега не ми текнало на тоа? Бабо, добро, ти, што ти текна ова да ми го кажеш, Билким, знаеш и како да го најдеме местото кај ги прават овие? Не знам кај ги прават, ама ќе ти помогнам да го најдеме местото. Ќе ти помогнам, синко, вака ќе направиме. Тоа ќе да е далеку некаде. Ти отиди до дома. Земи некоја пара од мајка ти. Оти пат не чека, синко, да имаме некоја паричка, а треба да го најдеме местото. Знаеш што сакала да ти каже? Штом ти го оставила ова, сака да ти каже дека и таа сака да се омажи за тебе. Што ме така да не седам јас овде? Да не седиш? Сега веднаш одам дома, ќе присоберам нешто, некоја пара и ти зготови се и тргнуваме на пат. Ќе тргнеме, синко, ајде, ке се зготовам и јас. Ајде, оди. Крсте. Со крстот начело седнал и се чуди што да прави. Ајде, синко. Ајде. Добар ден, Анџио. добар ден. Леле. А? Леле, како е. Убав. Ај. Анџио, сакаме нешто да те прашаме. Ајде. Ни кажаја дека овде, кај што ти Јанот, тука блиску имало некоја куќа, кај што се праеле најубавите тантели. Тука е. Така е. Убаво ви кажеле, не ви излажеле. Тука доаѓаат да купуваат сите богати луѓе, дури и царските луѓе доаѓаат тука да купуваат. Само едно ќе ви кажам. На вакви како вас не даваат.
Па ние не сме дојдени тантели да купуваме, ние по друга работа сме дојдени. Имаме многу работа, па ако сакаш и ако можеш да ни даеш една соба, овде треба да се преспие неколку дена, многу работа има. Ке морам да ве вратам, соба нема. Туку има една соба, ама таа не ми дава да ја давам. Оти прозорците, од таа соба гледаат во прозорците од одаите од Сарајот. Таму е царската керката, царот не дава никој да гледа во незиниот Сарај. Бабо мори, тука бил Сарајот на царската керка? И од кај знаеше мори бабо? Кај знаев. Анđe, zar te ne ostaješ nasokak da spijeme, Daj mi ja ta soba. Vaka, ke se vedneme, nikoj da ne može da ne vidi. Nema sveća da palime temno da bidi. Nema na prozor da zastanuvame. Samo nemoj da ne ostaješ nasokak da spijeme. Ај да се сожалам та да ви ја дадам. Само никој да не ве види. Ако разбере царот, ми летна главата. Бидува? Леле, Анđe, зарем ти нам добрина, ние тебе лошо ке ти правиме. Не бери гајле. Добро, ако бидува, ајде тогаш да ве однесам и да ја видите одајата, многу убава одаја. Многу ти благодарим, Анđe, многу. Што правиш, дете? Полека, да видам да не е на прозорецот, душава ми изгоре по неја. Душата ти изгорела. Ке изгореме сите тројце, ке изгореме. Ако те види некој, полека. Остави ме. Ако види некој, поарно мене да не види колку тебе. Тој. Таму е. Ја виде? Кутрата. Со денови, секако со денови стоела таму и чекала да те види. Неа, таму е. Ама полека. Вака, полека. Ајде. Така. Полека. Потолу. Што? Ова мајтап си игра со нас? Тука пато отепавме да дојдеме до тука и што? Ме виде низ прозорецот, со едно јаболко фрлаше угоре удолу и си влезе. Сакала да ти каже нешто. Што фрли? Јаболко. Јаболко фрлила. Колку пати? 3 пати го фрли, го фати и си влезе. Јаболко 3 пати. Знам. Вака. Во три под јаболкницата да ја чекаш. Тоа сакала да ти кажа. Како да одам под јаболкницата, мори баба ми? Сара е тоа, може некој да ме види. Ако ти кажала во 3, сакала да ти каже дека тогаш нема никој и дека тогаш можеш да отидеш. Тоа сакала да ти каже. И тогаш да одам. Ајде.
Ќе дојде. Во 3 часот ќе дојде. А откај да знам па јас колку ќе е 3 часот кога ќе... Јас ниту сум видел часовник, не па да имам. А шо и да имам, па не знам да прочитам. Ама таа има часовник, ќе види 3 часот и оп, ќе дојде. А шо да правам јас? Ќе си прилегнам овде под дрцево и ќе... Заспал. Толку многу ме сакал, што не можел ни буден да ме дочека. Нема да те разбудам. Нема. Ако ме сакаш, ќе се помачиш малку. Се дојде. Ја види. Што ти рече? Ниту ја видов, ниту нешто ми рече. Таа си игра мајтап со нас. Не дојде? Не дојде. Дошла. Дошла, ама јас ја чекав под јаболкницата и како ја чекав, сум заспал. И таа дошла и не да ме разбуди, ами на. Јаболката ми. Што ти е, зашто... ти се смееш, а мене до плачење ми е дојдено. Како да не се смеам за смеење си, синко? Сакала таа нешто да ти каже. Сакала да ми каже. Ми каже и то убаво ми каже. Убаво ти кажала, ама ништо не си разбрал, пресинко, ништо, затоа ти се смеам. Се лутиш, а? Па и таа се налутила. Си заспал. Таа мислела, око нема да заклопиш, чекајќи ја да дојде, а ти си спиеш, а? Како да не се налути? Заспал. Ами, сега, ако се налутила, да си одиме. Да си одиме, какво одење? Станувај, оди до прозорецот. Оди, така ниско. Клетни, оди таму, оди. Оди и гледај таа сега е на прозорец и чека да те види, да ти каже нешто. Хајде, оди. Тука е. И, те виде. Чекај. Јаболко. Пак, 3 пати фрли со јаболкото, значи во 3 часот, бабо, ти да ми најдеш мене часовник. Што? Знаеш, 2 пати, 3 пати, 4, 5... Пак се лутиш. Што е? Абе,
Што е? Фрла со јаболка, отвара, затвора прозорци, 5 пати отвори, затвори и се замина. 5 пати. Чекај. Ништо, не ти работи ум од тебе. Чекај, 3 пати. 3 јаболка, исто како со јаболката, во 3, 5 пати отвори, затвори, 5 пати отвори, затвори. Знам, синко. Треба да поминеш низ 5 врати. Сите да ги отвориш и да ги затвориш. Ме разбра, и да ги затвориш. 5-тата е незината соба. Те вика да отидеш кај неја. Тоа ти кажува и не заборави. Сите зад себе да ги затвориш. Бабо, ќе одам, ама ти мене да ми најдеш часовник. Јас сум ти часовник, не бери гајле. Јас ке ти кажам кога треба да тргнеш. Леле. Не, морам веднаш на царот да му кажам. Како е можно? Како е можно? Не можам да поверувам. Ќе ги погубам и двајцата. И то веднаш ќе ги погубам. И не само нив, туку и тебе ќе те погубам. И не само тебе, туку сите стражари ќе ме погубам до еден. Јас, честити царе, око немам затворено. Немам трепнато, немам. Не. Да, во мигот кога се завртев, тогаш, честити царе. Доста кој ти дозволи да зборуваш, брај. Молчи додека мислам. Кого да отепам? Кого да погубам? Како не зе да ја погубам? Ако ја погубам, ке прашат зошто. Ке морам да кажам. Тоа сите ке дознаат дека не ме послушала, дека ги прекршила моите правила. Стражару, оди кај нив и кажи им дека ќе ги погубам после 3 дена. А во тие 3 дена ќе решам дали да ги погубам и двајцата или само неа. Или неа ќе ја протерам, а само него... Чекај, не треба сега да решавам. Имам 3 дена. Значи, оди, кажи им го тоа првото што ти го реков. Дека ќе ги погубам после 3 дена. Хајде, оди! Добро, оди! разбирам, честите цар. Ке ме погубат. Знам дека ќе ме погубат. И мене ќе ме погубат. Барем на тебе да се смилуваш, ами ти си му ќерка. 3 дена. И после 3 дена и ќе нема кого да погуби. Оти од страв ќе умреме и двајцата. Поарно да не зборуваме за умирање. Да мислиме како да се спасиме.
Така е. Умна си ти. Бабата. Бабата ќе ни помогне. Ами, јас од страв и заборавив да погледнам низ прозорецот, а таа, кога не видела дека се враќам во Анот, не се помрднала од прозорецот. Ајде да ја дзирнеме, ама скришно. Ете, не гледа. Не разбра. Сега што да правам? Што да правам? 3 дена имам да мислам што да правам. Не треба да мислам. Знам. Да се надеваме дека ќе биде умна и дека ќе не спаси пред да не убијат. Да се молиме да не спаси. Сладко благо продавам! Сладко благо продавам! Стој! Кој иде? Со сладко благо продавам, најсладките сладки ги продавам. Ми кажа овде да дојдам, многу сакале убави сладки. Ајде, влези. Да влези. Само види. На Враќање. Едно сладко. Ке те чувам. Ајде. Ке те чувам едно на враќање. Ајде. За тебе. Ајде. Фала ти, синко. Ова не е бабата? Таа е бабата. И го познав гласот. Се престорила во сладкарка. Умна е таа. Знае што треба да направи. Дојдов. Кажувај сега, бабо, што да правиме. Ќе не погубат и двајцата, баба. Леле, како ќе ве погубат? Чекайте да седнам, душа да земам. Се сум смислила, чедо. Се сум смислила. Знам како ќе ве спасам, знам. Вака ќе направим. Чекай да го оставам ова. Вака. Ти, Крсте, ти ова облека што ја носиш, ќе ја соблечеш. И од која ќе ја соблечеш таа облека, јас ќе ја соблечам мојата облека. И ќе ја соблечам мојата облека и не речено, и ќе се облечеш во ова. И вака ќе направиш. Вака, вака и вака. Ама со ова. Помина 3 дена што се смилував да ви ги оставам. За тие 3 дена се што порачавте за јадење и за пиење ви беше донесено. А сега дојде денот да ве погубам. Ти, ќерко, многу добро знаеш зашто вака решив. Наредбата моја дека ниедно машко не сме да влезе во сараот, ти ја прекрши. Татко,
Те молам и слушај ме. Се плашев дека нема да дојдеш и нема да ме слушнеш што имам да ти кажам пред да ме погубиш. Не треба ништо да кажуваш. Само кажи ми, кој е овој овде? Татко, ова е сладкарката. Бабата сладкарка од која јас ги купувам најубавите сладки во царството. Што? Стражарите помислиле дека е маш и веднаш истрчале кај тебе. Ти, зошто си облечена во машки јадишта, а? Поубаво и повеќе ми се продаваат. Честити царе, кога поминувам како баба, не купуваат вакако, сладкар. Доста. Немојте вие двете да си играте мајтап со мене. Прашав, каде е тој? Добро. Еве давам царски збор дека ништо нема да направам. Дури ветувам дека ќерко, ке те омажам за тој неранимојко, затоа што ме надитривте. Честити царе, ако треба некого да погубиш, мене погуби ме. Јас сум виновна за се. Јас тоа го смислив, намислив и Татко, направив. Не сакав. Навистина не сакав. Не сакаш. Прашав каде е тој? Јас знам кај е тој. И можам да го доведам веднаш. Ама ако ми ветите дека нема да го погубите. Па добро, 100 пати ли треба да повторувам една иста работа? Реков дека ништо нема да му направам. Сами знаете дека царскиот збор и самиот цар не сме да го погази. Ако сакав нешто да направам, тој ќе осторев уште првиот ден. Немаше дела да оставам да поминат 3 дена. Јас сега ќе одам во градината, а вие најдете го него, да се истопорите пред мене. Сите тројца. Бабичке, брзо со трчање најди го кај мене. Гајле, чедо 2 пати ми треба да ми Брзо, кажеш. бабичке, заминувај. Се исплашивте, а? Море да ви кажам право, првиот ден бев многу луд. Ама добро е што оставив да поминат 3 дена. Имав доволно време да размислам и да разберам дека сте млади, дека се сакате и дека не треба да ви стојам на патот. Јас затоа. Ти, бабо, да молчиш. Ми кажа што се имаш направено и видов дека си многу умна. Затоа најарно ќе биде ти да останеш овде во дворецот, зашто може би од време на време ќе ми притреба некој твој умен совет. Ама... Тоа што не можам да го добијам со меч, можам да го добијам со умен совет. А сега да се приготвиме за свадба.